Имаше и фрустрирачки ситуации, како онаа со тестот на BMW M3 Competition и Porsche 911 Aero, кога на располагање ми беше патека и двата го ростаси по можности, но обемните дождови и неадекватните пневматици не дозволија да ги тестираме онака како што замислувавме. Временските услови пак не беа проблем за 24-часовното возење на електричните автомобили, каде предизвик беше што помалку пати да се наполни струја и да се поминат што повеќе километри. Учесници во тестот беа Hyundai Ioniq, Mazda MX-30, Nissan Leaf, Renault Zoe и Volkswagen ID3. Токму на овој тест имавме ексклузивна можност први во регионот да ги тестираме премиерите Hyundai Ioniq, Mazda MX-30 и Volkswagen ID3. Меѓу 5 електрични возила победи ID3 кој отвара ново поглавие во историјата на Volkswagen. Затоа пак успеавме да се соочиме со нормалните модели што пристигнаа кај нас. Радува се поголемиот број на електрифицирани изведби, како што беа електричниот Mini One и хибридите Volvo XC40 Recharge, Fiat 500, Mazda 3 и Suzuki Vitara. Не изостанаа ниту класичните, а интересни Seat Leon, кој е носител на титулата Best Buy Car во Европа од Ауто без жирито, потоа Citroen C4, Шкода Октавија, Kia Stonic и Exceed. Популарните спортско корисни возила не изостанаа. На тест ги имавме Peugeot 3008, Ford EcoSport, Jeep Compass, Hyundai Tucson, Volvo XC60 и престижниот Jaguar F-Pace. Не смее да го заборавиме ниту кралот на теренците, неговото височество Land Rover Defender, ниту ултратерен вијакалот CF Motors Z-Force 1000, кој ни пружи многу забава. Сите овие тестови ги направивме во поддршка со нашиот партнер Sparkasse Leasing.